Цело време така. И ти што како ќе се почувствуваш? Нема ли да речеш на пример, сакам да ти кажам, да нема ли да се почувствуваш како ти како една Не се јаде секој ден грам, Не сакав тоа да го кажам. Него ти нема ли да се почувствуваш како секс машина? Дали ти е потребно? Не. Нема ли да ти биде потребно, например, да те праша таа особа, трајче дојде, како си помина, ти, ама не е добро. Тоа е ама чекај, ја правиме споредба. Или ќе ти рече, дали трајче ти сакаш супа, па ти си денес многу изморен, па ајде да ти ги ставам нозете, еве не мора улегенчама, еве да ти ги измасирам, па нешто да се опуштиш во тоа. Па сексот да дојде како последица на доброто сочувство и емпатија и да биде нели онака. Па така да. Па со сите нишани. Така, да. Не знам тоа дали ви мажите, нели, прво сакате на таа равна. Значи, зашто сексот е битен, меѓутоа треба да се создадат и поволни услови. Ако една жена еве сега пошто го кажавме примерот со мажите, сега го кажеме примерот и со жените. Да. Ако една жена исто така е уморна, станала са бајле, нели, на работа, дошла во 4, па се фатила да прави ручек. Успутно, например, има деца 2, па еден бара ова, еден бара тоа, па отишла на пазар, па ги ставила кесите на еден прст, на втор, на трет, на 5, на 10, значи, нели треба мажот да дојде и да ја рече жена, дали јас треба нешто да ти помогне.